Советот на млади на општина Штип како дел од својата програма има за цел да ги мотивира талентираните средношколци и да го награди нивниот труд. Оваа година за прв пат Советот на млади заедно со општина Штип покрена иницијатива за стипендирање на талентираните средношколци кои се четврта година од средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип да аплицираат за една од трите еднократни стипендии. Треба да ги достават документите до соодветните професори, значи на нашата официјална страна и како и до самото училиште ние доставивме известување каде што се наведени сите потребни документи кои што тие треба да ги достават, како што се свидетелства, приказ на сертификати, дипломи и други работи кои што секој кој што сака да аплицира треба да ги поднесе овие документи. Покрај тоа што ти имат постигнато одличен успех, треба да имат освоени награди како на пример по математика, по физика и многу и други предмети кои што се соодветни токму за тоа средно училиште. Исто така треба да приложат посета на различни работилници, на различни проекти, својата волонтерска работа. Токму тие карактеристики ги сметаме дека ги прават младите луѓе талентирани и дека можат да бидат оние кои што ќе бидат наградени токму за нивниот успех и за нивното вложување во изминатите 4 години. Одобрени се 3 еднократни стипендии во висина од 6000 денари. Наградените матуранти ќе бидат дел од мотивирачки ден организиран од Советот на млади со цел пренесување позитивни искуства кон сите млади во општината. Рокот е до 10 мај. И затоа ги повикувам сите средношколци кои што се четврта година од Колен Ехтенин да ги достават своите документи. По повод Светскиот ден на книгата, утре на плоштадот Слобода во Штип, Советот на млади во соработка со Штипската библиотека ќе подаруваат книги на граѓаните. По повод Светскиот ден на книгата, кој што ќе се обележи на 23 април со почеток во 11 часот на плошта Слобода, каде што на сите љубители на книгата ќе им подариме 300 книги со цел да го поттикнеме на тој дух кај младите за почесто да читаат книги и пред се да се посветат токму на тој дел и на таа стара уметност. Советот на млади и понатаму продолжува да работи за интересот на младите во општината. Во сабота ќе се одржи работилница посветена на Јапонија со цел младите да се запознаат со нејзината древна култура.